Добар ден, Филип, супер возач? Да, А утре како ви е планот? јас сум утре во Битола. Јас сум моментално во Скопје. Зошто се предомисливте? Па немам искуство јас со зборење на камера сега. Право интервју ова да ме биете. Ова се фрагменти од нашите истории поврзани со младиот кичевец Филип Митрески, кој лани од МВР го доби монополскиот бизнис со возачки испити за Пелагонискиот регион. Станува збор за партиски активист и поранешен член на Советот на општина Кичево од редовите на ВМРО ДПМНЕ. До лиценца за испитен центар стигна откако собственичката на полигонот во Ресен, СНА во познатото семејство Бузлевски, блиско до СДСМ, одби да го изнајми објектот и на другиот апликант, со што практично реши кој ќе го добие бизнисот. Една година подоцна, власта реши да смени дел од законските прописи за испитните центри. Се воведуваат нови давачки под образложение дека така ќе се кренат критериумите за апликантите, но истовремено се воведуваат и олеснувања под образложение дека така ќе се зголеми конкуренцијата. Меѓу другото, се брише обврската однапред да се добие согласност од полигоните. Мислам дека ништо не се допринесува во подобрувањето на состојбите и целта не е само да, како што пишува во целите на законот кој што го поднесува, дека на овој начин ќе возможиме полигоните да бидат користени. Тогаш полигонот во Ресен ќе одлучи кој ќе ги организира испитите во Битола. Во право сум или не сум? Мислам дека вие добро знаете зашто зборам. Или еве да ви симплифицирам, ајде да збориме за Скопје за испитниот центар. Мислам дека вие подобро знаете од мене зашто ги кажам овие две места, еве нема да одам во детали. Констатирам дека собранието го донесе законот за измена и дополна на законот за безбедност сообраќајот на патиштата. Со подпис на четворица пратеници од ВМРО ДПМНЕ, власта поднесе предлог, а собранието минатата недела ги усвои измените на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кои се однесуваат на испитните центри. Во предлогот пишува дека со измените се обезбедува еднаков пристап на испитните центри во користењето на сопствени, закупени или полигони на други субјекти и се подобрува квалитетот на услугите за полагање на возачки испит. Конкретно, измените предвидуваат испитниот центар да може да ги користи сите полигони на подрачјето на кое му важи лиценцата. Полигоните се обврзуваат да го отстапат својот објект на кој да испитен центар, а највисокиот можен надомест ќе го утврдува министерот за внатрешни работи. Фирмите што ќе се пријават на конкурс за испитен центар нема да мора да имаат вработени, туку само договори за идно вработување ако ја добијат лиценцата. Секој апликант за испитен центар ќе мора да приложи банкарска гаранција од 10% од просечниот годишен приход на испитниот центар од тоа подрачје во последните 3 години. Гаранцијата се активира ако испитниот центар е избран и потоа не работи како што треба. Испитните центри ќе уплаќаат 15% од цената за полагање на секој возачки испит на буџетската сметка на МВР. Условите за избор на испитен центар се важни, бидејќи бизнисот е монополски. Лиценца добива само по една фирма за секој од 8 плански региони во државата. До сега таа важеше 5 години. Со последните законски измени се продолжува на 10. Координаторот на пратеничката група на СДСМ, Оливер Спасовски, смета дека тоа е предолг период во кој ќе нема можност за конкуренција. Забележува и што се воведува услов за идни вработувања, наместо кога конкурира, апликантот веќе да го има потребниот кадар. Вие ќе имате фирми кои што работат актуелни со лиценци, кои што имаат вработени, така како што пропишува законот, на тие вработени им плаќаат придонеси, здравствено, пензиско осигурување, плаќаат персонален данок за нив и така натаму. И од друга страна ќе имате нова фирма која што е заинтересирана да учествува, и тоа е добро да има конкуренција за да учествуваат, меѓутоа таа практично не треба да исполнува ништо во овој дел, не треба да има вработени кои што се однесуваат на областа, може да конкурира било која компанија. Треба да има и договори меѓутоа со треба одложено да има дејство. договори за идно вработување. Тоа значи дека на државата нема да плаќа придонеси, дека нема да дава плата, дека нема ништо. Ако го земе бизнисот, ќе ги вработи и ќе почне да работи. За Спасовски спорно е што секој кандидат за добивање лиценца за испитен центар ќе мора да приложи 10% банкарска гаранција.
Така вели ќе се намали интересот за испитните центри, со тоа и конкуренцијата, а крајно ќе падне квалитетот на услугата. Во суштина, ние имаме предвидено во законот казни прекршочни, 10.000 евра за правниот субјект, 500 евра за одговорното лице во правното лице и административна мерка од 30 дена затварање на испитниот центар. Сега практично значи дека имаме тројно казнување со тоа што ако во рок од 30 дена не се отстрани недостатокот, покрај административната мерка на целосно одземање или трајно одземање на лиценцата, се активира и банкарската гаранција. Тоа се практично трета казна финансиска која што е за таа компанија, што апсолутно за мене е неразбирливо. Зошто? Затоа што сметам дека тоа се премногу финансиски средства кои што треба да ги платат овие компании и не заради тоа што се големи финансиски средства, заради тоа што вие не можете за иста работа да казнувате 3 пати. А во однос на давачката од 15% од цената на секој возачки испит кој ќе завршуваат на сметката на МВР, Спасовски предупредува дека е вовед во ново зголемување на цените. Постојат неколку одлуки на Уставниот суд кои што укажуваат на неуставност на ваков начин на финансирање од страна на приватни компании на државните институции и секако дека од тој аспект мислам дека е сериозно проблематично заради тоа што сега ќе чекаме да видиме дали е во суштина зголемувањето, односно 15% уплата кон Министерство за внатрешни работи, директен повик или овозможување на зголемувањето на цената за полагање на возачки испит најмалку за 15%. Спасовски до пред 2 години беше министер за внатрешни работи. И тогаш, како и сега од собраниската говорница, го поврзуваа со испитни центри, конкретно со Скопскиот. Дали вашата реакција се должи на лични интереси во овој бизнис, со оглед на тоа што пратеникот од ВМРО ДПМН на говорница го спомена Скопскиот испитен центар и го поврза со вас? Не, апсолутно, затоа што тоа што јас сум раководел во еден период со Министерството за внатрешни работи нема никаква врска со луѓето кои што ги добиле лиценците. Така да не само еден испитен центар, добиле повеќе испитни центри лиценци во тоа време, што исто така не сметам дека и денеска министерот ако издаде лиценција мора да издаде затоа што истекуваат, дека ќе биде поврзан некако со бизнисот. Така да ние само сакаме и треба да реагираме во моменти кога сметаме дека има одредени проблеми кои што ќе ни се случат во понатамошното делување. А на крајот одговорноста најголема е на пратеничкото парламентарно мнозинство кое што ги носи одлуките и кој што ги креира законските норми така како што тие смета дека треба да ги креира. Актуелниот министер за внатрешни, Панче Тошковски, ги брани законските измени како потреба за демонополизирање на пазарот. Зошто токму сега одговорот е заради тоа што треба да следи наредниот оглас на територија на СВР Велес, кој што ќе треба да го избере најквалитетниот понудувач за склучување на договор за да може да го менаџира испитниот центар на територија на СВР Велес. И инспирирани од она кое што се случувало досега во континуитет, а особено, имајќи ја предвид и вашата сторија, која што беше посветена на испитниот центар со Битола, целта на овие законски измени е суштинско демонополизирање на претходните законски услови кои што беа поставени така како што беа поставени. За Тошковски, банкарската гаранција е прва во редот на суштинските измени. Оваа 10% гаранција која што ќе треба да биде уплатена, која што претходно ја немаше, ќе се активира доколку компанијата не ги извршува квалитетно услугите кои што државата и доверила да ги извршува. Тоа е едната вака клучна измена која што ја имаме во законот. И сега велите демонополизирање, а од друга страна го зголемувате рокот на трајање на лиценцата од 5 на 10 години. Така е. И тоа е исклучиво... Е дополнително... Видете, опозицијата од една страна ме критикува дека со овие, со банкарската гаранција, со 15% на доместок, кои што ќе бидат должни испитните центри да ги уплатуваат во буџетот на државата, дека сме удирале по буџетот на компаниите и на граѓаните од една страна, а од друга страна па дека со тоа што со 10 години сме го продолжувале рокот на важење на оваа лиценца,
сме им овозможувале поголем профит и монопол на граѓаните. Малце во колизија се две тези кои што ги имаат, нели? Добро, нели вие лично Логично е да се сметате во дека е колизија. премногу време? Не, зошто го ставаме да е 10 години? Заради тоа што цениме дека доколку одредена компанија ги исполнува сите овие услови кои што ги бараме, значи внесуваме банкарска гаранција, внесуваме 15% да биде исплатен надоместок спрема државата, кој што никогаш досега го немало. Никогаш досега го немало. Тоа претходно тие 15% оделено на некое друго место. Обврската 15% од цената за секој возачки испит да оди на сметка на МВР не ја поврзува со евентуално поскапување на полагањата во иднина. Дали ќе имаме покачување на цените или немаме покачување на цените не зависи од овој 15% надоместок кој што е утврден како надоместок кој што компанијата треба да го уплати спрема Факт е дека е нова давачка. за оние кои што ќе склучат нови договори. Вие доколку сте компанија која што сака да ја работи оваа работа и ги прифатите условите кои што се дефинирани во рамки на закон, тоа значи дека треба да работите согласно цените кои што сега се утврдени. Дали ќе се зголемуваат или нема да се зголемуваат, не зависи од овој надоместок кој што ние го утврдуваме. Надоместокот не можеме да им го наметнеме на оние кои што претходно стекнале лиценца. Не можеме ретроактивно да важи за оние кои што претходно стекнале лиценца. Во планските региони течат постоечки лиценци, со исклучок на обновената во Битола, која лани ја доби супервозач. Следна е Велес, за каде на почетокот на годинава прво се распиша јавен конкурс, па се поништи. Што се случува во Велес? Го споменавте вие на почетокот, таму беше распишан конкурс, Така е. поништена Така е. и сега Видете, таму ќе ни се случеше истото како што ни се случи и во Битола. Таму ќе ни се случеше истото што ни се случи и во Битола. А тоа е не државата, не оној кој што ги има најквалитетните услови, не оној кој што е спремен да понуди најмногу за граѓаните, туку оној кој што едноставно има монопол на пазарот да го добие, условно кажано, јавниот оглас. И поради тоа се промени законот, се предвидоа сите овие услови во насока на демонополизирање на условите кои што претходно законот ги имал, се со цел да можеме да имаме поквалитетна услуга и се со цел да можеме да имаме потранспарентна и поконкурентна постапка. А како знаете што би се случило во Велес? Предпоставувам дека слични монополски услови во рамки на одреден град со одредени полигони ги има и на територија на СВР Велес, како што ги има и на територија на СВР Битол. Видете, ако сме ценеле и сме сакале да ја играм играта како претходните, во рамки на еден монополизиран поставен услов во закон, немаше да го менуваме законот. Токму вашата новинарска куќа го детектираше тој проблем. Еве, јас лично, пред да објавите вие историјата дека има таква монополска поставена на пазарот на територија на СВР Битола во Ресен, и јас ја немав информацијата дека има само еден полигон во рамки на градот Ресен. Но еве ви инспирирал и Велес. Така е. Може ли ова да значи дека сега во Велес ги олеснувате критериумите за да влета фирма блиска до власта? Ги олеснуваме или ги зајакнуваме? Па добро, еве во Ова делот со 15% банкарска гаранција, 15% уплата спрема државата, 10% банкарска гаранција и така натаму е олеснување или е подкревање на критериуми? во ред ќе настапи појака фирма, да речеме, меѓутоа еве го леснувате полигонот. Ама нели е целта Ако е тоа проблем? Нели е целта да имаме појака компанија која што би требало да понуди поквалитетна услуга спрема граѓаните? Бизнисот со испитните центри е доходовен, оти ретко кој кандидат за возач положува од прва, а секое дополнително полагање значи дополнителни трошоци. Министерот Тошковски вели дека се планираат и други новини поврзани со работата на испитните центри, кои во иднина би требало да го минимизираат човечкиот фактор при носењето одлуки, по примерот на Safe City.